регионите. Денес заедно со министрот за земјоделство, шумарство и водостопанство господин Ариенит Хоџа сум во посета на Пробиштип, каде што остваривме заеднички состанок со градоначалниците на Пробиштип, но и од другите општини на североисточниот регион. Владата на Република Северна Македонија континуирано работи на подобрување на условите на живот на граѓаните во целата земја. Врвен приоритет ние да потикнеме рамномерен регионален развој, а за да успееме во тоа треба и мора да се работи на подобрување на основните услови за живот на секој еден граѓанин. Повеќенаменскиот хидросистем Злетовица, кој денес го посетуваме, е еден значаен ресурс на кој како влада обрнуваме особено внимание и функциите за кои е наменет треба да се обезбедат во неколку фази. Првата фаза предвидува стабилно снабдување со вода за пиење за околу 100.000 жители во општините Пробиштип, Штип, Свети Николе, Лозово и Карбенци. Во моментов вода за пиење од овој систем користат општините Пробиштип и Свети Николе. И дозволете да подсетам дека во 2019 година со поддршка на владата на Република Северна Македонија и поддршката на владата на Република Словенија инвестирани беа 1,2 милиони евра, со кои снабдувањето со питка вода за граѓаните на Пробиштип е навистина подигнато на едно повисоко ниво и се возможи проток на питка вода од 100 литри на секунда. Владата и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство планира дополнителни 6,5 милиони евра за да преку хидросистемот Злетовица го подигнеме квалитетот за снабдување со вода за пиење и на останатите 4 општини Свети Николе, Штип, Лозово и Карбенци. Веќе се во тек градежните активности за зголемување на капацитетот на водоснабдување на Штип на 300 литри во секунда, проект кој треба да заврши во септември 2021 година, како и за обезбедување на проток од 40 литри на секунда на општина Карбенци, проект кој треба да заврши набрзо. Додека за општина Лозово и Свети Николе се започнати тендерските процедури и набрзо ќе се избере изведувач за работите. Навистина, водата е основен ресурс и секој граѓанин, независно каде живее, мора да има стабилно и квалитетно снабдување. Во втората фаза на хидросистемот Злетовица треба да се обезбеди вода за наводнување на околу 3500 хектари земјоделско земјиште во општина Пробиштип, што сметаме дека ќе влијае позитивно на земјоделското производство. Овој проект е проценет на околу 26 милиони евра, средства кои ќе ги обезбедиме со поволен заем и за кои сме во преговори со Европската инвестициона банка. Да резимирам, само во хидросистемот Злетовица во моментот и наредниот период ќе се инвестираат преку 40 милиони евра. Средства на граѓаните, средства од граѓаните за подобар живот на нашите граѓани. Ако се земат во предвид големиот број на инфраструктурни проекти во овој дел на државата, како веќе завршениот автопат Миладиновци Штип, експресните патишта Штип Крупиште, Кочани и Штип Радовиш, проектите кои ќе ги реализираме преку ТАФ програмата, како и низа на други проекти, јасно е дека инвестираме многу во овој регион, но и во другите региони во земјата. Целта ни е сите региони да се развиваат, оние кои се понеразвиени да добијат поголема поддршка, да се обезбедат квалитетни услови, да обезбедиме повисок животен стандард и побрз економски раст и развој. Благодарам.